Добар ден и добре дојдовте во уште една училница по предметот математика за 6-то одделение. Денес во оваа училница ќе разгледаме наставната содржина, вредност на цифрите по децималните броеви со една или две децимали. При тоа ќе научиме што представува секоја цифра во децималните броеви со една или две децимали, а за тоа ќе ни биде потребно прибор за пишување, хартија и секако вашето внимание. Еве еден пример за децимален број. Нека е тоа бројот 45,6. Во овој број имаме 4 десетки или 40 единици, уште 5 единици и 6 десеттини. Ако бројот го поделиме кај децималната запирка, се издвојува неговиот цел дел и неговиот децимален дел. Лево од децималната запирка, првата позиција е позицијата на единици. Следна позиција која е 10 пати поголема од неа е позицијата на десетки, во нашиот случај на позиција десетки цифрата 4, која има месна вредност 4 десетки или 40 единици. Десно од децималната запирка, во децималниот дел, првата децимала е на позиција десеттинки, во нашиот случај тоа е цифрата 6, која што има месна вредност од 6 десеттинки. Позиции на цифрите во бројот ќе го разгледаме во табела. Доколку имаме една единица или едно цело и истото го поделиме на 10 еднакви делови, па земеме еден таков дел, добиваме една десеттинка. Доколку пак земеме 10 единици, добиваме една десетка. Значи во оваа табела е представен бројот 11,1. Позиции на цифрите во бројот 12,3. Најпрво земеме 10 единици, кои ќе направат десетката, потоа уште 2 единици и 3 десеттинки. Пример за децимален број со две децимали. 45,67. На прва позиција лево од децималната запирка, позиција на единици, цифрата 5. На втора позиција десетки, цифрата 4. На прва позиција, десно од децималната запирка, цифрата 6, со месна вредност 6 десеттинки. И на втора позиција, после децималната запирка во десно, цифрата 7, со месна вредност 7 стотинки. Позиции и вредност на цифрите во децимален број. Децималната запирка стои меѓу единиците и десеттинките, и ако почнеме да разгледуваме почнувајќи од позицијата на единици, секоја наредна позиција во лево е 10 пати поголема, додека пак секоја наредна позиција во десно има 10 пати помала месна вредност. Да го разгледаме бројот 3,25. Овој број, запишен во развиена форма, изгледа вака. 3 единици, 2 десеттинки и 5 стотинки. Од самиот запис се определуваат и месните вредности на цифрите во овој број. Тоа значи 3 има месна вредност на 3 единици, 2 има месна вредност на 2 десеттинки и 5 има месна вредност на 5 стотинки. Која е месната вредност на секоја цифра во бројот 20,12? Дали цифрата 2 има еднаква месна вредност на двете различни позиции и во што е разликата? Цифрата 2 секако нема еднаква месна вредност, бидејќи се наоѓа на различни позиции во овој број. Почнувајќи од десно налево, цифрата 2 обоена со црвено е на позицијата стотинки и има месна вредност 2 стотинки, додека пак крајно лево, цифрата 2 обоена со зелено
е на позицијата десетки и има месна вредност 2 десетки или 20 единици. И овде, како и кај природните броеви, цифрата која што се наоѓа полево во бројот има поголема месна вредност. Која цифра е на позицијата стотки во бројот 568,12? На позицијата стотки е цифрата 5. Која е месната вредност на цифрата 8 во бројот 27,68? Месната вредност на цифрата 8 е 8 стотинки. На која позиција е цифрата 0 во бројот 53,5? Цифрата 0 е на позицијата десетинки. Во бројот 0,66, на која позиција се наоѓа цифрата 6, која има поголема месна вредност? Да го разгледаме бројот 0,66, почнувајќи од десно налево. Првата цифра 6, која е крајно десно во бројот, има месна вредност 6 стотинки, а втората цифра 6, која е до децималната запирка, има месна вредност од 6 десетинки. Тоа значи дека оваа цифра, која е поблиску до децималната запирка, ќе има поголема месна вредност. Запиши го бројот 205,47 со цифри, а потоа представи го во табела според позициите на цифрите. Бројот запишен во табела изгледа вака. На позицијата стотки 2, на позицијата десетки 0, на позицијата единици 5, на позицијата десетинки 4 и на позицијата стотинки 7. Прочитај ги броевите од табелата. 2317,56. Вториот број 405,6. Запиши ја должината 1 метар и 2 дециметри во метри како децимален број. Бидејќи дециметарот представува 10 дел од метарот, односно 10 дециметри прават 1 метар, оваа должина, запишана како децимален број, би изгледала вака. 1,2 метри. Запиши ја должината 1 дециметар и 25 милиметри во дециметри како децимален број. Бидејќи милиметрите се 100 дел од дециметарот, односно 100 милиметри прават 1 дециметар, оваа должина запишана како децимален број ќе изгледа вака. 1,25 дециметри. Да го разгледаме сега бројот 405,6. Доколку овој број го помножиме со 10, месната вредност на секоја цифра ќе се зголеми 10 пати. Односно, секоја цифра се поместува за една позиција во лево и се добива бројот 4056. Доколку пак сега го поделиме истиот овој број 405,6 со 10, секоја цифра ја намалува својата вредност за 10 пати и се поместува во десно за една позиција. Така се добива бројот 40,56. На крајот ви предлагам страници со материјали и игри за оваа содржина, каде ќе најдете интересни активности поврзани со наставната содржина, а исто така, за домашна работа можете да составите и решавате задачи со ваши броеви, како во вежбите од оваа презентација. Ви посакувам успешна работа!